По неколкуте мирни години од аспект на бранови поскапувања, предстојната 2018 година се очекува со доза на неизвестност и страв дека можат да се случат сериозни ценовни шокови кои ќе удрат по џебот на граѓаните. Првиот и најсилен удар доаѓа од енергенсите, конкретно нафтата и бензините кои само по основ на зголемената акциза ќе поскапат за 3,54 денари по литар. Вториот удар ќе дојде во делот на цените на водата и комуналиите, со тоа што граѓаните на општина Кочани и околината имаат среќа во несреќа што и досега плаќаа најскапа вода, па сега се во ситуација другите полека да им се приближуваат, а тие да се останат на истото ниво. Така со повисоки сметки за вода се очекува да се соочат жителите на Пробиштип, Струмица, Радовиш, Куманово, Битола, Прилеп, Ресен, Велес, Неготино, Струга, Кичево, Охрид, Брвеница и Желино. За сега неизвестно дали новиот закон за енергетика создава услови за поскапување и на струјата, особено ако дојде до промена на незината цена на светските пазари. Сите најавени поскапувања пред се зголемувањето на цената на нафтата како енергенс кој учествува во формирањето на цените на низ за стоки и услуги ќе доведе до поскапување на серија производи на мало, земјоделските производи, превозот, транспортот, потоа транспортните услуги, дури и лебот. Борбата против загадувањето во одделни градови ќе доведе до зголемување на цената на паркинг услугите. А дека работите одат во насока на поскапа 2018 година покажуваат податоците на Државниот завод за статистика, според кој индексите за трошоците на живот и на цените на мало во ноември биле повисоки од претходните месеци. Кочанчани засега најдиректни ги чувствуваат поскапувањата на земјоделските производи, кои споредени со лани бележат значителен пораст. Тоа се должи и на неповолните временски услови врз производствената реколта, но на што и да е, сепак ударот врз семениот буџет е се посилен и тешко издржлив.